Најзлокобното место во Штип да се отстрани. Денес протест на револтираните родители и ученици пред училиштето Колен Ехтенин, каде минатата недела на пешички премин беше прегазен ученик. Сакаме да апелираме до сите институции надлежни да можат подхитно да го решат овој проблем. Бидејќи за 10 дена втор случај. Не е добро од страна на надлежните и прво не е хумано за децата. Од тие деца ги праќаме да учат, да се воспитуваат за добро на нив и за државата, а ние не ги праќаме тука во смрт децата. Како прво треба во најкусможен рок да се постават лежички полицајци, додека да се најде решение за тој мост што треба да го направат тук. Не сме ни политички обоени, не сме ни со лоши намери, до сега што е било, да остане позади нас, од сега натака да се презимат мерки. Јас сум 4-та година сега и од тога до сега има многу несреќи, мои школски се ударале и многу е небезбедно и страшно е заминање. Немаш и тука и доле кај заводо. Мора нешто да се измисли, значи некој пред наши очи се деси, многу е страшно. Од училиштето, чиј ученик беше прегазен, информираат дека ги презеле сите мерки што ги имаат според надлежностите. Уште на 4 септември оваа година пуштив барање до Одделот за комунални дејности при општина Штип за појачување на вертикалната и хоризонталната сигнализација на оваа улица. Веќе од вчера, од денес е пуштено барање и до МВР, додека да се реши проблемот на друг начин, барем на големите одмори да е покриено со патрола од МВР, а исто така пуштив веќе и барање до Советот на општина Штип да во нивни надлежности и во законските рамки се преземе нешто за зголемување на безбедноста на учениците во нашето училиште. Од општина Штип денес излегува со став дека за оваа локација веќе имаат решение кое во најкраток може рок ќе биде реализирано. За критичниот потек на средното училиште, електромашинско училиште, имаме трајно решение, не поставување на лежечки полицајци, но целосна реконструкција на крстосницата кај Елумина ќе се гради кружен тек, кој што секако ќе ја намали брзината на движење на возилата и истиот е повлечен малку подоле, значи кон средното училиште и пешачкиот веднаш пред влезот на училиштето, што значи дека возилата ќе не можат, немаат доволна техничка можност за развивање на некои големи брзини. Тешката сообраќајна несреќа, освен на родителите и учениците, беше повод за реакција и на политичарите. На својот Facebook профил прв се огласи председателот на Граѓанската демократска унија Петар Колев. Испраќам најискрен апел до локалната самоуправа да погледне некои европски модели за решавање на овој проблем со несовесните возачи кои возат пребрзо. Им го предлага моделот кој е имплементиран и во нашето соседство, подигнати пешачки премини. Тие играат улога на пешачки премини, но истовремено со тоа и широки легнати полицајци. Овој модел го има преземено и Куманово и резултатите од него се одлични. Нема потреба од критики, кавги и полемики. Фаќајте се за работа и да го решиме проблемот. Станува збор за здравието и животот на нашите деца. Стои во реакцијата на Колев. На прес денес излегува и од локалниот огранок на ВМРО ДПМНЕ. Тешката сообраќајна незгода која минатата недела се случи кај општинското основно училиште Колен Ехтенин представува срам и ја потврдува неспособноста на институциите да ги задоволат основните потреби на граѓаните. Трагедијата која ги вознемири граѓаните на Штип ја отвори пандорината кутија полна со проблеми за кои се одговорни институциите на локално и национално ниво. Нивното лицемерие е невидено. Само за подсетување, ВМРО ДПМНЕ и претходниот градоначалник од оваа партија се оние кои што ги отстранија сите објекти за смирување на сообраќајот, така наречени лежечки полицајци. Локалната власт, предводена од СДСМ, работи на поставување на лежечки полицајци на повеќе локации во градот, а наскоро ќе започне изградбата на кружен тек кај крстосницата пред населбата Пребег. Во меѓувреме, состојбата на повредениот ученик е тешка, но стабилна. Овде се направени сите потребни операции од страна на неврохирургот и направени се и снимања и целата медицинска помош е дадена и од хирурзите и од анестезиолозите, значи останува понатаму да остане на лекување на клиниката за анестезија и реанимација во Скопје. Инаку, ова е прв пат во Штип родители на ваков начин да го изразат својот револт и да побараат од властите итно решавање на сообраќајните проблеми во градот.